Марковски компани е најголемиот тендерџија на рек Битола во изминатите години. Иако најголемите тендери ги добива во изминатите 4 години, соработката на оваа битолска компанија со рек почнува во 2012-та кога го заработува првиот милион. Проверката на електронскиот систем за јавни набавки покажува дека Марковски компани го добила првиот голем тендер од рек за санација на свлечишта во рудникот Суводол од над 60 милиони денари, односно скоро 1 милион евра во 4 очи, односно во постапка со преговарање без претходно објавување оглас. Од тогаш оваа битолска фирма е редовна на тендерите во рек Битола. Услуги од работна рака, ремонт и ископ на јаглен и јаловина, ангажирање на помошна механизација. Секоја година добива по неколку милиони евра од рек. Податоците од јавните набавки покажуваат дека веќе во наредната 2013 година Марковски компани искеширало ДСМ уште 12,4 милиони евра, најчесто во постапка со преговарање без претходно објавување на оглас, односно во 4 очи. Во 2014-та веќе склучил договори од 24 милиони евра со ЕСМ. Најголемиот тендер за помошна механизација од 886 милиони денари, односно 14,5 милиони евра, бил добиен со преговарање, а без јавен оглас, а потпишан е кон крајот на 2013-та. Во 2015-та добиле 5,5 милиони евра, во 2016-та 17,5 милиони, во 2017-та над 10 милиони, 2018-та 8 милиони, па во наредните 2 години по над 10 милиони, за веќе во 2021-та да почнат големите тендери. Таа година се добиени тендери од 43 милиони евра. Потоа 29 милиони, па 52 милиони за минатата година да заврши со подпишани договори од рекордни 73 милиони евра, кои сепак беа скратени на 23 милиони. Новото раководство на ЕСМ поништи 2 договори, меѓу кои и историски најголемиот за ископ на јаглен и јаловина вреден 2,8 милиарди денари, односно 46 милиони евра, па 2024-та заврши со 23 милиони евра тендери. Раководството на ЕСМ кон крајот на минатата година го раскина овој договор со образложение дека Марковски компани не ископувал доволно јаглен и не ги почитувал обврските од договорот. Во овој рекорден тендер Марковски компани имаше и 3 подизведувачи, од кои 2 струмички фирми, Сим Инжинјеринг и Јавор Транс, во сопственост на Симеон и Горан Крстеви, татко и син поврзани со семејството на поранешниот премиер Зоран Заев.